Да, извесен период се договараме и конечно ни е драго, особено мене на Марко, а и верувам на вас гледачите, што ќе имате можност утрово да не да ја запознаете, ја знаете, меѓутоа да уживате, верувам, во овој разговор кој што ќе следува. Ќе зборуваме за молекуларната гастрономија, но и за многу други интересни нешта кои што ја чинат молекуларната гастрономија и пред низиниот живот. Ќе ја поздравиме и ќе ви ја представиме професор доктор Јана Клопчевска, која што инаку е научник, иноватор и вонреден професор на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ во Скопје. Јана, добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве, најдов, добро утро. Ова е денеска тема за тебе. Да. Едве чекаме јадрото на темата, баш да биде токму ова што е можеби твоја специфика, меѓутоа мора да признам, го чував како момент пред да дојдеш да го раскажам како искуство, некаде во време на пандемија 2021 на Netflix. Обседнат сум со кулинарски шоуа и го препорачувам, можеби се го забележала, ти го препорачувам Baking Impossible, се вика, односно готвејќи го невозможното. И тука се собрани луѓе инженери и луѓе од гастрономскиот свет кои што ја гаат молекуларната гастрономија, се спојуваат и тоа се надпреварувачки тимови, нели на крај кој ќе ги направи. Да речеме треба летало кое што лебди, чоколадата да чадат и така натаму и на крај нели има предметот, проектот добива награда. И тогаш првпат има прилика јас да се запознам со молекуларната гастрономија генерално како дејност и како занет и си реков ова е сериозно нешто што можеби кај нас не сум видел дека постои. Се додека не ги погледав некои фотографии твои, дека всушност ти речи се следна година правиш еден голем јубилеј и децениско постоење и промовирање на овој занет. Така што честитки и вистина е една раритет прилика да сретнеме човек кој што го гаи ова. Да, следната година правиме 10 години од целото постоење. Многу е интересно како почнавме. Тоа го дискутиравме. Да, зад камери тоа го дискутиравме. Го дискутиравме зад камери 2016 Скопје Дизајн Вик. Постојано го кажувам на телевизија, интересно затоа што постоеше нешто во Скопје кое што ги мотивираше сите оние кои што ајде да речам на некој начин не се класични уметници, туку е примената уметност. И се иноватори меѓу другото. Па да, ова е на некој начин дизајнирање на храна е примената уметност, може да се нарече во друг вид. Експериментирање со храна и ние се изразивме со студентите некако уметнички, така не дојде. И ни дојде многу убаво, почна одма телевизија, се сеќавам 24, мислам дека беше уште тогаш, одма интервју да ни дадете, одма сакаме со нас да работите. Мислам, интересно беше, почетоците беа можеби за нас шокирачки, затоа што ние сме инженери, кои што ги знаат тие техники, како кажа, фузија на некој што се бави во кујна. Јас често пати кажувам, јас не сум шеф и не сакам да навлегувам во професијата на некој, туку сакам постојано да работам тимски со некого и баш ми треба и тесто, и чоколада, и се, за да може да ми бидат почетна точка. Или за нив да сервираме нешто и слично. И кога сме кај 7 јули светски ден на чоколадото, видиш како се денеска е денот на чоколадото. Коинциденција или нема, на тој ден си дојде на тука. Колку чоколадото го воведуваш во своите редовни гастрономски случувања? Го воведувам, сега скоро баш правев нешто дома. Многу интересно и го прескав со металик спреј, пошто имав гости за вечера и викам ајде ќе направам малку молекуларно и многу беше интересно чоколадо металик сега. Колку е ретка прилика да го јадеш и така интересно со пердови послужено. Молекуларната гастрономија е дефинитивно промена на храната на молекуларно ниво. Ништо не е исто, меѓутоа и начинот на послужување, тој експириенс или искуство за присутните е најбитен. Светската тенденција е да се оди на нешто што е интересно, не нешто да ја бараат храната, да не знаат локација, каде ќе дојдат, се да е така малку позаскрено. Веќе ги пратам тие, да речам, светски трендови, како се движи ова и е многу интересно. Добро, Иве, каде во светот можеби е најзастапена молекуларната гастрономија? Како ние како Македонија сме рангирани тука некаде на Балканот или во Европа? Дали добро се носиме, бидејќи ве споменати 10 години, ќе биде следната година, тоа можеби биле потешки почетоците, но веќе некако се повеќе се зборува за молекуларната гастрономија, иако пак е тоа нели поскапа храна и не секој нели може да си ја дозволи, што е нормално. Да, храната е поскапа бидејќи се користат доста скапи суровини за да се направи. Инаку да појаснам вака за сите нели што не знаат, се користат биополимери. Не е само желатинот, мислам тоа е најлесен за набавка, меѓутоа се користат различни други биополимери кои што прават да се напри пена, изеле се напри перли, шпагети да се извадат од било каков сок или алкохол или што е да е.
алкохолот обично испарува во гасовите форми, слично тоа е све промена на храната. И затоа се користат и да, скапа е, меѓутоа ние успеавме за овие 10 години да речам да објасниме на оние што сакаат да доживеат дека ова не е само експириенс кој што можете во ресторан да го добиете, туку на некој начин сме иновативна платформа која што доаѓа и на лице место го прави тоа, за да што можно повеќе луѓе да го пробаат. Сега морам Цеце да ти кажам дека постои многу одамно, 1980 некаде, 80. Да. Постои и постои вака потеклото и е од, да речам, Азија, пошто тоа се екстракти од алги кои што се користат и таму е најзастапена. Јас можам да кажам дека бев изненадена, во Сингапур имаше и по маркети овоше со агар, да речам кавијар во фрижидер. До толку е веќе таму на секојдневно ниво. На секојдневно ниво таа е застапена, че застапена е Азија и е застапена доста Америка. Добро, а што е со Македонија и Европа, да речеме? Дали твоето богато искуство, со оглед на тоа што верувам дека молекуларната гастрономија ти има одведено на различни хоризонти или крајеви од светот, како ние се рангираме? Ние најзастапена во Европа е да кажам дека Шпанија. Секогаш била врвот на таа молекуларна гастрономија. Сега кај нас што беше тешко на почетоците, набавка на суровини, се уште е тешко да се набават суровини и затоа мене ме однесе на различни краеви. Јас во секоја прилика од моите патувања не купував ништо друго осам суровини за молекуларната гастрономија. Денеска може да се набават со овие апликации што ги користиме на некој начин за 2 до 3 недели, ајде да кажам некоја на домашна адреса. Да, на домашна адреса. Дека постојат класични продавници или некои маркети за набавка многу малку, за разлика од светот каде што постојат магазини. Европа, бидејќи правевме во Келн настан на сајмот во Келн за една компанија од Австрија. Јас имав прилика да речеме да поминам по пат со кола, па да застанам во Салцбург, да купам во огромен магазин суровини, да проложам по пат за да можам да го направам настанот. Тешко е, скапо е, меѓутоа ако си има волја и желба и се знае каде. Пред 10 години беше многу чудно ме гледа кога зборев. Сега веќе никако на некој начин. И шефови, заинтересирани хотели, да речеме, за обуки, и сме правеле и воркшоп на темата, веќе дошло време, созрело да се обучат кадри. Имено, ова кога го спомена за ресортите и хотелите, се сеќавам на мое не толку давнешно, да речеме 2 години патување, еден од најлуксузните ресорти во Турција, службено заминав, нели, правевме некакви репортажи и се сеќавам наидовме во еден од да речам прочуените ресорти во Анталија и се сеќавам дека беше дојден некој познат европеец кој што правеше всушност иновации во полето на самата всушност правил молекуларна гастрономија, така? И се сеќавам дека тогаш он правеше и спектакуларно шоу, затоа што ова не е само наменето за дегустација, туку е интерактивно за како шоу, за програма за посетители и гледачи. Истото го потенцираше дека колку што ме држи сеќавање дека сето тоа што ќе го видите вели на трпеза е јадливо, меѓутоа претходно лабораториски мора да е испитано, односно храната мора да е соодветна без поминат рок, истото како ви вели што го правите тоа за да си имате секојдневна исхрана. Верувам дека за да се набават овие намирници, велиш, денеска е многу полесно така натаму, меѓутоа треба да се внимава рокот, од каде доаѓа потеклото и така натаму. Верувам дека и кај тебе е истото. Изворот од каде доаѓа, колку време треба да се изеде, за колку време треба да се изеде продуктот и така натаму. Да, јас често пати кажувам кога ме прашуваат дали дома можам да го направам. Да, можеби некој може дома да го направи. Меѓутоа бара прво голема стручност. Она не само брзина, туку спретност, како се, нели? Спретност бара посебен прибор за правење. Никако сум гледала и многу познати шефови, например шеф Мардукова е жена која што е многу позната и која што во едно YouTube видео кажува дека 40 пати пробав да направам јадлив балон и 45-тиот пат мене ми испадна. Сега можете да замислите колку тоа бара експериментирање. Се случуваат и да речам неубави работи, нешто ќе се сгреши. Тоа се експерименти, значи тоа се буквално како во лабораторија. Да. И така почнавме на факултет со лабораторија, со студенти, со обука, почнавме заедно со студентите. И ајде да пробаме едно, ајде
има од до, некој е заинтересиран, некој не, на некој му испаднало нешто, на некој не. Реверсна сперификација, тоа се големи топки кои што имаат ципа и пукаат во уста. Може да се направи сок или било каков алкохол во форма на топка. Значи имаме и кавиар мала, тоа е обична сперификација, а реверзната ретко на кој студент му излегува. И сега тоа е буквално како да кажам, треба и познавање. Вештина, спретност, што Вештина, велиш, да. За рокот да се знае, за да се држат на температури различни, потребно ни е, не знам, црева за вадење на шпагети кои што треба да бидат стерилни, потребно ни е лед, големи садови, значи бара, како да кажам, доста е захтевна. Значи ние денес во кујната ќе се обидиме малку да чекам. адаптираме во една мини лабораторија за да произведеме, како ми напомена, шпагети од ананас, молекуларни палачинки и јадливи камчиња. Јана, колку пати сте имале вака некој интересен обид да ни кажеш со студентите, можеби сте пробувале нешто да направите и тоа биле безброј обиди? Има некоја интересна приказна? Сме пробувале, да. Некојаш бараме и помош. Не можеме да ги направиме овие, па има некои искусни шефови, секако постојат. И некои ресторани кои што почнуваат да ги воведуваат веќе, да речам, како дел од храната, можеме да видиме. Ние правевме и многу интересно и ресторански, пред 2 години направевме евент. Сакавме да видиме буквално дали е само кетеринг, или дали се заинтересирани за во ресторан. Така да, 2 години помина и многу им беше интересно дека собираа храната одгоре. Како седат на маса, јас се договорив со шефот, викам те молам да ми пуштиш жица со фи одредено, кај што ќе може да коктелите да бидат горе. И буквално како седнуваа, собира. Беше преинтересно. Значи имаше и преинтересен состав на гости, некако така спонтан во летен период. Ама морам да напоменам дека летниот период не е најтежок за храната, бидејќи многу брзо се топи. Тука и ова може да ја начнеме една од темите за тоа како да се однесуваме со храната во лето, со оглед на професијата која што ја имаш и големото и богато искуство. Ние веќе втор топлотен бран како живееме со над 40 степени, не само во Скопје, туку низ цела Македонија. Кој ќе биде твојот совет до гледачите во однос на храната? Што можеби повеќе да се конзумира, што да се избегнува и како правилно да ја чуваме во овие летни денови кога нели претпоставувам и помалку може да трае? Да, секако помалку трае, многу е отежнителни ни се околностите, бидејќи јас прво тргнувам од мене. Нели пазара ми веднаш ја внесувам дома и пред 2 до 3 недели бев буквално на вести за истава тема, затоа што е актуелна во овој период. Верувајте дека ако 15 минути пола сат бидат на собна температура, висока е многу температурата, и ако не е просторот оладен, ќе се расипе храната. Значи, мора да знаат гледачите дека производителот е одговорен до моментот додека не ја дистрибуира се извинувам до самите продажни места. Дали тоа се помали маркети или голема продажба, до тогаш е одговорен. Потоа е одговорност на купувачот. Оној што ја продава, дали е правилно наредана, че правилно наместена, си има која каде храна стои. И што е друго многу значително да го применате тоа, каде стои храната во маркетите, така треба и дома да стои. Ако е во ладилник, ако е надвор да речеме сега, не знам, како суровини, компир, така натаму, ја стават и во некоја. И кога ќе се отвори се знае, сега се става нели веднаш. Јас и тогаш кажав и сега ќе потенцирам, препорачувам да се користи далабок смрзнување на колку и да се ладилниците минус 18, бидејќи за кој тип на храна? За било кој тип на храна што може да се замрзне. Че буквално све што можете да речеме и сецкајте, ставете што може са некој да речеме овој зеленчук не може да се замрзнат. И некои други работи, например, ајде од млечните некои можат, некои не може да се замрзнат, меѓутоа да се користи што повеќе таа температура, ама да не се замрзнува и одмрзнува. Зашто ова го потенцирам, бидејќи ако се одмрзне еднаш одмрзнато, дека не е пожелно да се замрзне пак, зашто нема да веројатно ќе се расипе? Што е битно да се каже од научен аспект, што гледачите можеби ќе биде интересно. Кога ќе се одмрзне храната, таа доаѓа во допир со вода. Бидејќи водата навлегла на ниво на клетка во вид на кристали. И сад тие кристали кога ќе се одмрзнат, значи тие навлегле, буквално може да ја пробијат мембраната на клетката и веќе ја расипуваат храната. Значи на некој начин се одмрзнува, се јаде и веќе не се замрзнува.
Тоа одмрзнување, замрзнување и друго, кога ќе дојде во допир со храна, таа е микробиолошки, со вода се извинам, микробиолошки многу подложна на расипување повеќе. Особено на овие температури и вода. Тоа значи дека идеална подлога ние им даваме за тие да се развијат, а не можеме да ги видиме со голо око. Да, и ја би сакала да те прашам повеќе кога веќе ги споменам млечните производи. Дали кисело млеко, јогурт и други ферментирани млечни производи се најдобриот или соодветен избор за лето? Сакаме ние пробиотици да внесеме преку јогуртот, киселото млеко и така натаму, меѓутоа колку е соодветно, бидејќи секој од нас си го познава човечкиот храм и дигестивниот можеби систем, ама ти колку можеби ги препорачуваш и како да се избегнат можеби тие? Па полномасни сирења, да речам дека не би ги препорачала, нити да речеме биено сирење кое што е традиционално, меѓутоа ајран можеби од млечните затоа што освежува, се служи во летен период. Јасно. Со И храна. добар пробиотик меѓу другото? Да, јогурт зашто да не? Мислам дека се чува правилно во фрижидер, зашто да не? Меѓутоа повеќе карактеристични се за зимскиот период поради температурната нели манипулација. Јана, кои се најчестите грешки кои што граѓаните ги прават со храната во овој летен период кога имаме високи температури? Ајде да кажам, пак ќе се навратам, јас не сум микробиолог, ама сепак сум поврзана, мислам, Со храната, со храната, да. Ќе се навратам пак на оние површински мувли, квасци, бактерии и све оно што станува во зелени салати, најчести грешки, недобро, нели, измиена зелена салата. Најчести грешки комбинации на не би ги препорачала на морско и кисело млеко или јогурт или млечни. Јас лично имам негативно искуство, тоа не мора да значи Исто дека јас од официјално млетово. Па јас од веќе некои 7-8 години е искуството мое, меѓутоа не беше баш добро и затоа и напоменувам грешки од типот ајде сега можеби во моментов не ми текнува, ама одмрзнување, замрзнување, Да, такви. тоа веројатно е многу знаат да погреша тука и убаво е што го потенциравме. И две чести прашања ми се дали јас можам таа храна или да ја замрзнувам, одмрзнувам, тоа ми се што се тие адитиви и конзерванси, не мора значи дека се од синтетско потекло направени, нели може да се природни, витамин Е може да е конзерванс, па да ни текне да го ставиме или масло со витамин Е или слично. Не мора да ми значи и некои грешки од типот како да се, на која температура да се служи, на која температура да се пече, све си има, затоа постои факултетот, затоа постои таа наука. Ако некој се одлучи да јаде месо во летен период, иако верувам дека можеби многу од луѓето го одбегнуваат затоа што е малку потешка храна, зборувам за месо од замрзнувач, како е најправилно да се одмрзне во текот на летниот период, бидејќи имаме веќе висока температура? Некој затоа го стават нели во вода, па тоа Да, сега малку Некој од вода вечер вела дека е пожелно можеби, кој е најправилниот начин за да не дојде нели до расипување? Да не дојде до расипување, ја не би менувала температурна разлика, не би му правила шоки на месото. Ако е на минус 18, рачуните сега е 40, така? Да. Еве дома нека е 35 да ладиме или не може да постигне таа клима и дома што ја имаме, не може да постигне толку, меѓутоа доколку не е добро изладен просторот, ние му правиме шок температурен колкава разлика од минус 18. ладилник, па фрижидер, па потоа на собна температура? Па во вода би го ставила одреден период, на пример на собна, ама би го внела сепак во замрзивач подолго да се одмрзнува само, да нема температурен шок директен. Значи, сакаш да кажеш од замрзнувач во обичен ладилник? Да, или малку на собна температура, па да се внесе во ладилник, така поспоро од вечер да се одмрзнува, зашто знае од минус 18 на 4, тоа полека да се одмрзне, а не од минус 18 на 35. Што велиш ти шокот да се доживее? Да, и секако не може да ги видат со голо око, доколку има, не знам, пеницилиум, аспаргилус, тие зелена или црна површинска мувла, тие ќе ги видат. Тоа брзо се нафаќа. Но има нешто што не се гледа? Да, другите не се гледаат. И друго прашање што сега ми текна е дали рокот. Рокот, да. Рокот има врска. Зашто? Затоа што ние го симулираме во лабораторија рокот и знаеме ако е година, е година. Што може да се случи? Кај некоја храна ништо не може, ама некоја може многу да се случи. Главно прашање ми е, да речеме, исто подготвувајќи се денеска баш за со тебе, најдов на тоа како податок дека независно ако сте го купиле во маркет и сега ако сме сега јули месеца до септември му е рокот на одреден производ, ако го ставите во ладилник и во декември го извадите од ладилник, вие сепак може да го приготвите. Да или не? Ако се поминат рок? Зависи која Ако храна. да речеме, нели, ако е сега, еве, месото си има рок некако и тоа,
карикирам сега до септември, нели некој сме го одложиле процесот уште некои 4-5 месеци. Се стои во ладилник. Да ви кажам дека и пред рокот сум видела како се расипуваат производите, бидејќи и тоа мое негативно искуство, да речеме, еве со морски и со комбинација, е поради неправилно чување. И во ресторански, значи тоа се типови, еве ќе кажам, беше уртикарија или анафилактичен шок, кој што е ресторански тип на уртикарија. Зошто се случи бидејќи неправилно сачувани. Значи, ние можеби се разговараме за гледачите за дома, меѓутоа се случува и по ресторани. Да. За да не дојде до тоа, треба некој да биде обучен. Затоа и постои таа цела професија каде што ти учиш све за храната, како да со незе, како да ја произведеш. И да не рипаваме, бидејќи не може секој да биде инженер и да ја знае храната, не може некој што работи примарно производство да го работи и секундарното. Затоа постојат и некој ги створил класификација на тие нели професии како да се дојде. И мене ми е тешко како некој што па јас од 2001 сум инволвирана во ова, тоа се 24 години. Мене ми е тешко да влезам во ракет да изберам. Знаете колку има многу избор на производи, а малку квалитетни. А цени огромни. Мене ми е тешко да го прочитам составот, што знам се што ставаат внатре од прилика и по не знам колку фабрики тука и надвор од државата сум била, а не па на некој што е. Кои се намирници во твоето семејство кои што би ги дала како совет да се избегнат во овој период од годината, зимскиот период или да речеме пролет, лето, есен, зима? Што квартално наречеме најубаво и потребливо да се консумира, а да се отфрли во случајот летото? Што не треба да конзумираме според тебе? Што не треба да конзумираме? Тешка храна. Значи, полномасна храна, тешка храна, бидејќи е висока температурата, треба поосвежителна, повеќе салати, медитеранска исхрана. Би препорачала јас, бидејќи јас предавам ајде храна исхрана и малку повеќе се бавам со тој дел. Не секогаш можеме да се придржуваме, ама би препорачала повеќе салати, повеќе нели на ако веќе се оди месо полесно да биде, можеби е добро и да се пусти одреден период, бидејќи на тој начин едноставно го му правиме детокс од некои работи. Ревитализирачко на телото малце, да. Да, меѓутоа све зависи, тој дел не може да се генерализира, тоа е како да кажам персонализирано за секого, зависи од полот, возраста, годините, периодот нели во кој што се на физичката активност исто. Така да јас некако препорачувам избалансирана исхрана. Кога сме кај забранети работи во семејството, кај Јана дома, што е никогаш повеќе нема да го имаш? Син многу сака чипси благо. Леле, значи тоа е веројатно сите деца, поготово во тинеџерски години, избегнуваат оброци, а сакаат нешто што им е забрането. Тоа не го сакам, препорачувам јас да му направам. А после ќе правиме. Вака со молекуларна гастрономија, таков чипс. Да, како да забележав нешто дека донесовме така? Донесовме, да, ќе ги видите. Неколку типови има такви, ама јас кажувам стално, од житарките водата не ја фрлајте, ќе се додаде нешто, ќе се направи многу добар чипс домашен. Па добро, веројатно нешто што ќе може секој, нема потреба од вакви експерименти. Супер, ќе го прикажеме тоа. Јас не се сомневам дека минутажата ќе ни биде кратка, но со тебе ќе се дружиме денеска и во упрекот на денот. Малку поиновативни ќе бидеме ова утро, со оглед на тоа што, како ми спомена, шпагети од ананас, молекуларни палачинки и јадливи камчиња, значи се е јадливо, она што коментиравме со Марко од самото утро. Ќе биде интересно и во оброкот на денот да не следите заедно со Јана Клупчевска. Јана, ти благодариме за првиот дел од разговорот. И јас ви благодарам. Ќе биде многу иновативно и добро во кујна сутрин. Да, за молекуларната гастрономија.